we have among us this morning Christian Mikoski, President of the Government of the Republic of North Macedonia. Awareness, we are joined for the address by the President Mikoski and Minister Miserovsky by representatives of the media. Let me invite Dragan to take the floor. Please, Dragan. The civilized world is going through very specific changes and is going through uncertainties. We are living with these changes that we ourselves have not witnessed in decades, probably since the fall of the Berlin Wall. As parliamentarians and elected representatives of our peoples, we play a crucial role in strengthening the democratic backbone of the alliance. And therefore, I extend my heartfelt thanks to the representatives and nations of Greece, Turkey, Bulgaria, UK, Italy, Spain, Slovenia, Croatia, Poland, Lithuania, Belgium, Norway, Hungary, Luxembourg, Sweden, Czechia, Romania, and other countries came to help and fulfill by us during this period of need. Во ноќен клуб во Кочани, животите ги загубија 59 млади луѓе, а повеќе од 500 беа повредени. На огромна жал, вчера, животот го загуби и Александар Карадаковски. Лекарите се борат до последниот момент да го спасат неговиот живот. Битката продолжува. Во тие тешки моменти сведочевме на вистинска солидарност во нашите сојузници и партнери. 9 европски држави понудија помош веднаш по трагедијата во Кочани. Европската унија пак, преку механизмот за цивилна заштита, координираше медицински евакуации на повредените до специализираните болници во регионот. Преку учество во заеднички вежби, нашите војници стекна искуство и знаење, што е породилната ефикасност во мултинационални операции. Ја зголемивме одбранбената потрошувачка со јасен план да постигнеме резултат што ќе биде поголем од 2% од нашиот бруто домашни производ, со што ја зајакнавме способноста да придонесеме кон колективната одбрана. По духот на нашата заложба за целосна интеграција, спроведуваме темелни реформи во одбранбениот сектор. Работиме на подобрување на стратешкото планирање, цивилната контрола во армијата, модернизација на опремата и транспарентност во управувањето со одбранбените ресурси. Нашата трговина во многу наврати ја докажа својата солидарност со останатите држави во свет. И во својот трнлив пат до целта направи многу отстапи, многу одрекувања и многу од нив не идоа на дебата кај граѓаните. Билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Членството на НАТО не представува само начин да ги одбраниме нашите национални граници. За нас НАТО е единствениот начин како можеме да ги одбраниме нашите заеднички вредности, кои ги обликуваат нашите општества. И пред се, и над се, заради нашата континуирана посветеност за мирот, демократијата и слободите. Тоа е НАТО. Тоа е сојузништво, тоа е нераскинлива врска која од 32 земји во алијансата прави една обединета се. 329 милиони евра, од кои високи над 32% одвојуваме за една од најважните ставки, а тоа е опремување и модернизација на армијата. Со што не ја зацрстуваме само македонската одбрана, туку и колективната одбрана во алијансата. Иако од НАТО се барат 20% да се одвојуваат на бюджетите за модернизација, ние иако од мала земја имаме над 32%. Безбедноста на источното криво на НАТО е затврстена и со македонска сигурност. Припадниците на македонската армија беа се и останат дел од мултинационалните сили на
Алијансата во Латвија, Бугарија и Германија. Остануваме активни исто така во нашиот регион. Сучество на мисијата на Алијансата на Косово, сучество на во мисијата и операцијата на Европската унија, која е докажен партнер на Алијансата, остануваме се разбери во Босна и Херцеговина. Вие знаете моќта на кој покрај согласување на некои теми не врзува до силата средства за решување на демократијата, индивидуалниот слободи и владење на право како најсилни принципи. Представниците на сите 32 парламенти. Наистина ви благодарам за сета работа и посветеност, посебно во одбраната на заедничките цели и сите интереси.